Слава ти, Господе Исусе Христе, те сакам, Исусе. Ти имаат по неколку луѓе на ден, секој ден од годината. Светци, луѓе кои направиле нешто за Господ, како што велат тие. И ги слават. Зошто им се потребни толку слави и прослави? Па видите, кога ќе се случи нешто, ти се случува нешто, си паднал, си се спасил, се случило нешто, те зачувал. И ти тој ден по тоа го одбираш, и тој е денот на некој си светец, и ти велиш, тој мене ме штити, Света Петка ме штити, Свети Георги ме штити, мене Богородица ми е спасител, хели. И ти одеднаш ка славата што треба да му ја дадеш на Исус, ја пренасочува, тоа е сатанска стратегија, ѓаволска, на некој друг. Добро е пишано кога Исус е искушуван од сатаната, му вели, ако ми се поклониш, ќе ти ги дадам сите власти, сите царства на овој свет. Исус му вели само на Господ, мојот татко, му се поклонувам. Затоа се потребни тие светци и слави. И ти сега велиш, Свети Јован ти дал дете, Света Петка те штити, Свети Георги. Така ти стануваш крадец на славата Исусова и сатаната те замајува да правиш грев. Всушност, сите тие се некои од многуте ликови на зверот на кои ти му се поклонуваш. Значи сите што ќе му се поклонат на ликот на зверот и ќе го немаат белегот на Исус на челото и во срцето, ќе бидат мачени, демоните ќе влезат во свините во овие последни времења. Сотрудни некој христијанину, немој да славиш никого друг освен Господ Исус Христос, видлив дел на Таткото Небесен. И затоа се дадени тие филтри во духот, кога ќе дојде духот, вели Исус, мене ќе ме прослави. Само Исус ќе го славиш. Кога ќе дојде духот, никој не може да го нарече Исуса Господ, Господ, односно Татко, освен преку Свети Дух. И кога ќе дојде духот, ти ќе викаш, Татко, ете тоа е тоа, чија е славата? Славата е Негова. И ти стануваш така, славејќи се и се што сатанска стратегија да те завлече во грев. Кратци на славата Исусова. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. И во твоето срце може да биде Исус ако не му се поклонуваш и само Него го славиш. Од земјата до небесата. Амин. До Царството Божјо. Амин.